Драги пријатели, гледате што се случува во изминатиот период. 5 месеци во Македонија ништо не се случува во делот на проекти. Нема нови инвестиции, нема нови проекти, нема нови спортски сали, нема нови училишта. Еве тука се догради мултифункционалното игралиште кое што го почнавме во месец март. Кое што беше ветено во март почна и се заврши. Во времето на ВМР-ДПМН имавме секојдневно нови проекти, дали тоа беа градинки, дали училишта, дали водоводни мрежи, канализацијски мрежи или било што друго, игралишта и така натаму. Сега 5 месеци апсолутно ништо. Нешто што останало од нас ако се доврши, нешто ќе го стопираат, зависи кој каде како ќе направи. Имаме целосно замирање на она што се вели градба, создавање, креање нови добра за доброто на сите граѓани. Комплетно нова клима, комплетно нов начин на делување. И гледајќи да го сокријат тоа нивно неработење, се покажаа дека се големи неработници. Практично цело време ни продаваат ветер и могла, ни продаваат живот, ни продаваат воздух, ни продаваат нешто што го имаме. И благодариме за тоа. Нас ни треба ова, мултифункционални игралишта. Нас ни треба водоводи, нас ни треба канализацијски мрежи. Нас ни треба тоа што го ветуваа пред избори, пред декемвриските избори, 25 со 50 за овисот, така? Сега е 13 со 30. Тоа е СДСМ, драги пријатели. Ветуваат и лажат. Ветуваат и лажат. Се ќе ви ветат пред избори. Во едно вработување го ветуваат на 10 души. Една функција на 20 души. Луѓето мислат дека некој често и ветува гласа, а за нив после се разочаруваат. Ќе видите по една година што ќе мислат луѓето за нив. Кога ќе видат колку многу луѓе се излажени. Кога ќе си кажат помеѓу себе кој што му било ветено. Па кога ќе видат дека иста работа била ветена на кој знае колку луѓе. Тоа е СДСМ, нечесно. А Назаев не му излегува од уста зборот чести. Значи, кој се има мулата на капата, тоа е. Цело време збори за честни политичари. Дошле на власт сега честни политичари. Замислете, Заев и честни политичари заедно. Невозможно, како да ви кажа. Да. Па ќе донеле се и честни политичари на локално ниво. За честниот Заев ќе донел честни политичари на локално ниво. Демагогија до демагогија. Лаги до лаги. Или најновата нивна кампања, ние едно време знаете дека многу бевме горди и многу се фалевме со намалувањето на даноците. И навистина имаше оправдување тоа, бидејќи Македонија ја направивме држава со најниски даноци на свет. Значи не во Европа најниски даноци. Најниски даноци во светот. Нема држава со пониски даноци. Овие сега паудиле фалење дека ќе ги изголемувале даноците. Добро викам се, овие луѓе мисла дека народот до толку е... Да не кажам што? Дека не разбира до толку народот? Се фалат, еве, 3 дена пред избори искача заед, вика, ќе ги изголемиме даноците. Браво, викам. И у недела ако те гласаат, пак си заслужуваат луѓето да ги изголемите даноците. Што да кажеме сега? Поуште Анушев додава, тоа не мога да биде на штета ни на народот, граѓаните, ни на фирмите. Па на чија штета ќе биде? На чија штета? Од кај ќе дойдат тие пари? Кој ќе ги плати? Комшиите ли ќе ги платат? Од околните држави? Драги пријатели, тоа е подценување на народот. Класично ве подценуваат. Ја не можам да ви опишам како ве подценуваат. Во било која друга држава. Да се каже, една влада да каже дека ќе качи даноци, се треси земјата. Кога ќе качат даноци, паѓаат влади. Овие овде кај нас се фала дека ќе ги качат даноците и викаат се, излезете да гласате за нас. Бог да шува и да брани. Навистина не може да ги разберам. Не ги бива за работа. И тоа се гледа не само со сејање магла, за зборење дека животот ќе го врателе, за криминални тендери, за продажба на националните интереси, што и да направат, секаде се гледа нивното неработење. И додека го прават сето тоа, почитувани присутни,
имаат полни усти за демократија и за слобода. А на терен втеруваат страв, тортура, уцени, закани, полицијата станала партнер со криминалците, пари за подкуп се делат масовно. Институциите молчат, а молчат затоа што се вмешани, затоа што полицијата им изигрува чувар кога делат пари. Видовме како организираат избори. И нема да зборувам само за пукнатиот череп на градоначалникот во Шутово Иза, за убиениот носител на советничка листа во Кичево, за искрешените штабови, измислените кривични пријави против градоначалниците. Ке ви пренесам искуства од наши градоначалници. Во Штип, например, Илчо Захариев ми кажува секој ден ме следат со 3 цивилни возила. Секој ден. Финансова полиција му влезе првиот ден после првиот круг. Секој ден тортура, секој ден застрашувања, секој ден манипулации. И истото се случува и на други места. Да речеме Гази Баба, Тони Трајковски ми кажува во Илумнари секој ден исти човек дели пари. Пријавуваме, зборуваме, полиција, никому ништо. Затоа што полицијата ја ставија во партиски цели. Во Новаци им се заканувале дека ќе ги избркаат од Рек Битола. А во Скопски путел, полицијата, активистите на СДСМ и криминалното подземје се едно, исповрзани и во неголемо партнерство. И каде и додам, ми кажуваа дека се случуваат истите работи. Истите работи ги прават насекаде. Подкуп, закани, соработка со полицијата, заплашувања, притисоци и уцени. Драги пријатели, тоа е сликата во скоро секоја општина. Направија во првиот круг африкански избори. Ги надминавме и Сомалија и Кенија. Но сакам да им порашам од овде, од Облешево, дека нема да не скршат. Дека ако мислам дека ќе не скршат, им кажуваме дека нема да не скршат. Кој тргнал против својот народ, тој лошо завршил. Не им се плашите ниту вие, затоа што тој кој со страх сака да владее, нема да трае долго. Ниту една марионетска власт во светот не траја долго. Марионетски власти се тие што ги носи некој од надвор. Ги составува од надвор и му служат на некој од надвор, а не на своите граѓани и на својот народ и на својата држава. Таквите влади секогаш траеле кратко, имале некоја употребна вредност да ги искористат и потоа доаѓала повторно народната власт, како што ќе дојде повторно ВМРО ДПМН на власт во Македонија. И не заборавајте, ние секогаш остануваме со вас, рамо до рамо, да ги победиме и да ги поразиме. ВМРО е секогаш со народот. Крајната цел на сето ова што го прават, драги пријатели, да се сузбие секој слободномислишки македонец, кој се грижи за својата држава, кој го сака својот јазик, својот идентитет, своето име, и преку разни механизми да се делува во правец да луѓето почнат да веруваат дека сакањето на својата држава е нешто што не е модерно, нешто што е демоде, а да почнат за модерно да го сметаат легализирањето на хомосексуални бракови, легализацијата на марихуана, максимализација на користење на алкохол и така натаму и така натаму. Ненормалното сака да не науча дека е нормално, а нормалното дека е ненормално. Па нема да им го дозволиме тоа. Овде има мало одговараше. Делуваат и во правец на она кога некој ќе помисли да ја штити државата, како што беше на 27 април. Или пак секој што снимал документарен филм за македонската историја и македонските дејци. Или секој кој учествувал во поставување на споменици на македонските херои. Сите тие луѓе, сите оние кои што работеле за Македонија, оние кои што работеле на градење на автопати, на патишта, на водоводи, на канализации, на градба, сите тие да се исплашени и да очекуваат дали ќе им почнат некој процес, дали ќе почнат да им пуштаат некоја кривична пријава, обвинение и слично. Кратко кажано, криминалците на слобода, патриотите по затвори. Красничи на слобода, Едмон Темелко во затвор.
Едмон Тебелко, човекот кој што е еден од најголемите борци за човековите права на македонците и единствен македонец градоначалник во друга држава. Тој е во затвор, а красничи на повод изложувањето на казната на слобода, насмеан души, ни се смее преку медиумите, затоа што дошол неговиот шеф Зоран Заев и го ослободил. Или да речеме Бајруш, човек кој што има 5 или 10 пресуди за тешки кривични дела, излегува, оди во ресторан и покажува со два прста, демек победил со тоа што неговиот шеф победил Зоран Заев и го ослободил од сите криминали. Го пуштил на слобода, а за овој човек што е кувал за коса Шекеринска 4 години затвор. И што се случи, драги пријатели? Тоа што се случи, тие немели настави на 27 април, беа намерно испровоцирани. Луѓето сгрешија што подлегнаа на провокација. Тоа не требаше да се случи, да влезат и да го прават тоа. Но кога веќе се случи, и кога гледаме што се случува во меѓувреме, како се ослободуваат тешки криминалци, убици, луѓе што убиат 5 невини деца кај Смилковското езеро ќе ще пуштаат на слобода. Кога ги гледаме сите овие неправди, кога гледаме како се пуштаат Бајруш, Крстичи, ќе се ослободуваат над 1000 затвореници, од кои најголем дел за тешки телесни повреди осудени. Сваќаме дека нема никаква логика понатаму да има прогон или било какви процеси против луѓето што учествуваа во инцидентите на 27 април. И ВМРО ДПМН ќе работи на тоа тие што побрзо да бидат ослободени. Драги пријатели, додека се тоа го прават, додека организираат хајки, забораваат на село на што го ветуваа. А ветуваа 500 евра просечна плата. Не само што е нема, туку таа се намалува. Ветуваа 1500 евра плати за лекарите. Нема ништо од тоа. Ветуваа дека ќе има нови инвестиции. Нема една нова странска инвестиција што дошла во Македонија откако СДСМ е на власт. Не дај Боже да залута некој инвеститор, ако дојде нешто да праша, одма се сликаат со него за да покаже дека некој се појави. А инвеститорите тоа не го сакаат. Тие најмногу мрзат кога ќе дојдат да ги испитаат условите, да анализираат, да се сретнат со луѓе, да им викнете камери и фоторепортери. Тие тогаш гледаат дека сте несериозен. Од едно е да дојде некој да се слика, односно да разгледа, а друго е да инвестира. И ако сакате да избркате некој инвеститор, кој ќе дојде прв пат да се запознае со вас, во смисла ако сте на некоја функција, викнете му камери и толку ќе биде. Втор пат нема да го дојде. Затоа што инвеститорите не работат така. А овие бидејќи немаат инвеститори, нема што да понудат, ана чекаат некој ни земјата, па макар и транзит да е, му скокаат со камери, со фотоапарати, само да покажа дека налетал некој инвеститор и дека еве од нив ќе има нешто, а нема ништо, ниту пак има. Заборавија на се, на економијата, на ветувањата. И еве ги гледаме како се намалува индустријското производство. Паѓаат девизните резерви, паѓа извозот секој месец. Сите параметри покажуваат дека Македонија влегува во економски проблеми. Сиромаштијата расте, државата е се повеќе на колема, а тие се фалат дека ќе ги изголемат даноците за да имале повеќе пари во буџетот. А не им недостасува пари кога уште првите 2 недели работија 70 луѓе во владата од едната партија од шарените. Сега ќе качуваат даноци за да плаќаат плати за нив. Драги пријатели, но не заборавија да го склучат овој штетен договор со Бугарија, со кој што, ако се усвои парламентот, Република Македонија се планира да се откаже од своето малцинство во Бугарија, македонското малцинство. Да се откажеме од македонскиот јазик и да прифатиме дека ние не сме имали историја до 45 година, туку сме биле дел од бугарската историја. И дека 1941, кога македонскиот народ се крена против фашистите, не било восстание на македонскиот народ против фашистите, туку дека било интерен конфликт помеѓу различните идеолошки групи на бугарското население во Македонија. И дека Илинденското восстание не било македонско восстание, туку дека било бугарско восстание. И дека во тој правец планираа да ги менуваат учебниците. Еве до каде ја дотера работата, драги пријатели. Затоа сега некому му одговара со подкупи, со закани, со разни уцени,
со сите можни методи да изгледаат дека имаат народната поддршка, иако е немаат. За да после кажат, па еве народот не подрши. Затоа ние велиме, ајде на референдум. Ајде на референдум за договор со Бугарија, да видиме дали народот ве поддржува за тоа. Па потоа може и за нешто друго. Да, и пријатели, тоа е практично она што го говореа тие за редефинирање на државата. Има 6 точки што досега може да се видат во тоа редефинирање. Прво е нивното ветување и план за промена на името на Република Македонија и промена на идентитетот на македонците и кажуваат јавно дека со тоа ќе се зафатат веднаш после локалните избори. Второто е штетниот договор со Бугарија. Третото е планот да донесат мигранти од Азија и од Африка и да ги населат трајно во Република Македонија, за да се додворат на некои надворешни сили. Четвртото е планот да ги зголемуваат даноците. И нормално сите вие да бидете среќни заради тоа. Петото е планот за двојазичност на цела територија со неуставен закон. И шестиот дел од редефинирањето што досега може да се препознае е легализација на хомосексуални бракови и усвојување на деца од тие бракови. Тоа се 6 крупни работи кои што се големата слика, а најважно и најидно од се името и идентитетот. Драги пријатели, од нас зависи како ќе се движи Македонија. Дали ќе се дозволи да не заплашат, да не усенат, да не притиснат и да не подкупат. Од нас зависи, од народот на Македонија. Ако народот на тоа подлегне, тие ќе излезат и ќе кажат, еве, народот не подрша. Затоа, од овде, од Облешево, да им порачаме, дека не им се плашиме и дека во недела ќе излеземе сите масовно, достоинствено, гордо, храбро, и дека на стравот што сакаа да ни го набијат, ќе одговориме со ВМРО-ска пркост. Па, драги пријатели, во историјата многу поголеми сили не успеале ВМРО да го заплашат од овие нераномајковци и неспособни луѓе сега. Така ли? Почитувани присутни, дозволете уште една-две работи за крај. Во општината Чешиново Облечево, кога дојдовме на власт, имаше 7 вработени 560 лица. Толку беа вкупно вработени во тој период. Регистрирани вработени 560 лица. На крајот на 2016 во општината Чешиново Облечево регистрирани се 1570 вработени. Значи од 560 на 1570 вработени. Тоа е скоро 3 пати повеќе вработени во општината Чешиново Облечево. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа го прави, го создава, го решава, го помага, го донесе ВМРО ДПМН. Тоа е разликата меѓу СДСМ и нивните демагогии за живот, воздух, ветер и магла и нашето работење и отворање на нови работни места. Сакам да ви информирам дека со победата на ВМРО овдека во оваа општина, како и во сите други каде ќе победи ВМРО, учениците од прво до пето одделение ќе добијат бесплатен здрав оброк на училиште, со што ќе се обезбеди здрава храна за учениците и за нашите деца, и второ, ќе се помогне на родителите да имаат еден трошок помалку. Општината Чешиново Облечево и Горанчо Зашов ќе овозможат можности за граѓаните за стекнување со собствен дом, оние кои го немаат, да добијат земјиште со символична почетна цена од 1 евро квадрат за градба на куќа и да бидат или ослободени или со силно намалени комунали за градба на таа куќа. Нудиме концепт во кој нема да има неасфалтирани и осветлени улици и каде ќе се трудиме да правиме парк во секој мало. Се ветува и до изградба на останатите делови од водоводната мрежа во програмата на Горанчо Зашов и на ВМРО ДПМН, до изградба на останатите делови од водоводната мрежа во Облечево, Чешиново и Чифлик. Ке се изгради водовод за Ураци, нов буна за вода во Спанчево и нова фекална канализација во Спанчево, Соковарци, Бања, Теранци, Жиганци и нова пречистителна станица во Чифлик.
Ќе се изградат и асфалтираат улици во Бања, во Боручево, во Чифлик, во Чешиново, во Кучичино, во Облешево, во Соколарци, во Спанчево, во Уварци, во Живанци и Теранци. Ќе се изгради регионалниот пат Кучичино-Теранци. За младите и за сите жители ќе се изградат повеќе наменски игралишта во Соколарци, во Чешиново, еве го во Облешево. Драги пријатели, ќе се направат уште многу други работи, но за тоа е потребно во недела да им покажеме дека не се плашиме и дека не може да го скршат духот на македонеците и не може да го скршат духот на овој народ овде во Облешево и да покажеме дека Облешево е романовски бастион.